Кои се првите предизвици со кои се соочивте како митрополит на Деварско-Кичевската епархија? Деварско-Кичевската епархија е голема по територија, различна по физиономија. Предизвиците се бројни и различни. И тешко е да се издвои, но чинам дека е најважно да се има предвид што и да се стори, да се прави со потполна свесност за отчетност и пред Бога и пред народот, и дека доброто е добро само ако се прави на добар начин и со добри средства, макар не секогаш и на очиглед пред сите. Главниот приоритет е секогаш градење на црквата како заедница, растење заедно, јакнење на духот на единството, на меѓусебната поддршка и потоа сите останати активности имаат смисла само доколку ова се има како прв и главен приоритет. Секако дека епархијата е богата со бројни цркви и манастири, со огромно културно-историско наследство, што значи постојана грижа за она што е наследено. Активностите што се започнати понатаму ќе треба да се довршуваат и планови за нови активности и градби. Неодамна беше објавена базата на податоци верски имоти под лупа. Со тоа повторно се отвори прашањето дали е потребно удоночување на верските заедници. Кој е вашиот став однос на ова прашање? Значи станува збор за прилично комплексно прашање, имајќи предвид комплексноста на даношниот систем, а исто така и верските заедници како правен субјект. Чинам дека е потребно појаснување на правната рамка, која што подобро ќе ги појасни и регулира обврските околу даночната основа, но и даночното ослободување. Инаку и досега црквата редовно плаќа определени видови на даноци и свештениците и вработените во црквата исто така се даночни обврзници кои ги исполнуваат своите обврски. Со колку верски објекти располага Деварско-Кичевската епархија? Според податоците од пред неколку години, што мислам дека не се многу изменети, би требало да бидат некаде околу 600. Ако се бројат според архиерејски наместништва, околу 70 се во Македонски Брод, Дебарското архиерејско наместништво се 80, Кичево 90, 120 Струга и Струшко и Охридското архиерејско наместништво 210 и повеќе. Црквата Света Софија премина под надлежност на поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Дали се сили седиштето на Македонската православна црква во Охрид? Охрид од секогаш бил и ќе биде духовен центар, црковен центар. Во тој поглед е нешто што е дел од нашата поранешна, но и понова историја. Познато е дека првата одлука на првиот црковно-народен собор е возобновување на оваа црква како возобновена Охридска архиепископија. Поглаварот на нашата црква се именува како Охридски архиепископ, така што архиепископскиот храм Света Софија е храм на Охридските архиепископи. Во секој случај Скопје станува како административно седиште на Македонската православна црква. И дел од комплексот на Плаушник е во надлежност на Македонската архиепископија. Каде е изградбата на овој локалитет? Сето она што досега е направено е од исклучителна важност но најважно е она што е започнато да се доврши. Во последните години се гледа забавување во однос на градењето и искрено се надевам дека активностите ќе бидат подзабрзани и дека наскоро ќе имаме можност целиот комплекс да го видиме изграден и заживеан. Што секи има во овој комплекс кој се гради на Плаушник сместен во стариот дел на градот? Прво, тоа што веќе е изградено и веќе е во употреба е секако, и што е најважно е манастирската црква на Свети Пантелеймон и Свети Климент Охридски, резиденцијалниот објект, манастирскиот конак, што е под раководство на архиепископот,
еден поголем комплекс што е во средината, што подразбира и предпоставувам дека тука ќе имаме дел и поставка за галерија, за сето она што досега нема можност да биде доволно представено пред останатите, да има можност да биде погледнато и видено, дел кој ќе биде истражувачки на ману и еден исклучително важен дел, а тоа е Богословскиот факултет. Предлог законот за средно образование со кое Богословското училиште и Теолошкото средно училиште со полагање на матура учениците ќе можат да се запишат на било кој друг факултет кој што милуваат да го студираат во иднина, најдена низа критики. Кое е вашето мислење во однос на тоа? Според мене беше од исклучителна важност конечно да се реши статусот на Средното Богословско училиште. Станува збор за училиште кој е основано уште 1967 година, а последните 20 години не беше ставен во никаква законска рамка. Што се однесува до законот, предлог текстот за законот беше доставен до Македонската православна црква од страна на Министерството за образование. Некои забелешки беа прифатени, некои не. Но конкретно што се однесува во однос на прашањето, добро е како можност, но не и како потреба. И за да бидам појасен, во годините од основањето, па се некаде до новото регулирање на високообразовните институции, Законот за високо образование, акредитирањето на универзитетите 2008 и 2009, многумина завршени богослови има можност и се запишува на нашите факултети, но чинам дека во период од 40 години не биле повеќе од 5. И тоа најчесто како предизвик, како втор факултет, тоа бил правниот, филозофскиот или филолошкиот факултет, што значи дека и во следните 40 години не верувам дека ќе бидат бројни оние кои што би го употребиле тоа како можност за промена на својата вокација. Дали смете дека немаме доволен број на студенти на Богословскиот факултет од година? Бројот не е голем, но мислам дека Средното Богословско училиште функционира како училиште за подготовка пред се на свештени кадри. И од таа причина тие најчесто одлучуваат да го надградат своето знаење на православниот богословски факултет. Тоа е повеќе од определеноста, од видот на образованието и од одлученоста за својата сопствена вокација. Како да се поттикне поголема вклученост на младите во црковниот живот? Прашање кои што многумина не само тука во земјата и во светот си го поставуваат, имајќи предвид дека живееме во едно посебно време каде што како да не им се дава доволно простор и разбирање на младите воопшто. Многумина сметаа дека е неопходно да се користи јазикот кој што го користат младите, новите можности за комуникација кои што се употребуваат, да им се даде можност себе си да се искажат или да ги постават прашањата кои што нив ги интересираат. Но чинам дека за младите луѓе најважен е личниот пример кој што треба да биде даден во црквата. Тука говорам и за свештенството и за родителите, семејството. Поделбите се карактеристични за овој свет, поделби има и во православниот свет. Како до поголемо единство? Проблемот со поделбите во црквата се уште од самите почетоци и самото Свето писмо сведочи за поделби на Павлови, Петрови, Аполосови. И тоа секогаш се случува кога определени личности или други интереси ќе се постават на прво место. Токму затоа и во овој случај треба да се видат кои се причините и ако се отстранат причините, сметам дека ќе биде воспоставено подобро и ќе се зацврсти единството. Ние како малобројна црква чинам дека не сме дел од причините, наше е само да се молиме сето тоа да дојде што побрзо и до подобро разбирање и да се надминат сите овие проблеми кои што се случуваат. Какви се односите помеѓу Македонската православна црква и Цариградската патриаршија? Станува збор за
постојани обиди за унапредување на односите на Македонската православна црква со сите останати православни цркви. Нашата поставеност чинам дека и со децении наназад е дека треба да имаме добри односи со сите братски народи, а сите цркви да ги гледаме како сестрински цркви. И во овој случај сметам дека доколку го ставиме Христос на прво место и дека ќе бидат отстранети сите останати причини кои што го спречуваат овој процес. Која е вашата порака до верниците за крај? Мојата порака би била веројатно на истата од Свети Климент, да не видиме христијани само по име, туку и по дела. Тоа значи дека треба да го развиваме духот на заедништво, на меѓусебна поддршка, на помош, духот на љубовта, милосрдието, да бидеме црквољубиви, но и да го живееме животот според нашето верување. Ви благодарам за одвоеното време за овој разговор. Вам ви благодарам.